Здраво, јас сум Тина од Берњас пропаганда. Како ти изгледа креативниот процес? Долго и безобразно споро се случува, ако зборуваме за пишување текстови, се случува да пишувам текст и еднака најмајчински да го квачам текстот по не 9 месеци као во бременот, туку неколку недели па и денови би рекла. Кој е најбескорисниот талент што го поседуваш? Прво што ми паѓа на памет е вртење хула-хоп со сати до безсвест. Прво да се договориме дали тоа го смета, ако го сметаме за талент. Ми се случи на америчка турнеја дури да влезам во костец да се натпреварувам со американки во таа тотално бизарна и безкорисна дисциплина. Збор или фраза што сакаш да престанеш да го користиш. Мислам дека немам некој вербален тик или бар не сум свесна дека имам некоја узречица која постојано ја користам. Имам неколку зборови со кои имам фиксација и кои ги употребувам во секоја втора или трета песна. Тоа се зборовите не знам од каде и зошто, зборот фабрика, зборот дома и многу варијации на зборот јадење и било каква храна. Како интернетот влијаеше врз музичката индустрија? Дефинитивно го убрза и го олесни процесот на комуникација помеѓу промотерите од една страна, издавачите и музичарите и помеѓу музичарот и слушателот. Социјална мрежа што ја презираш? Не презирам ниту една социјална мрежа, затоа што сметам дека се сами по себе неутрални, нит се добри, нит се лоши, во зависност од тоа како ги навигираме, нели. Само не ја разбирам потребата на луѓето на социјални мрежи да постираат 7.560.000 фотографии од себе до степен малтане да помислиш дека мастурбираат на себе буквално. Што за тебе представува уметност? Зинедин Зидан на светско првенство, мислам дека беше 2000, почеток на 2000-те, кога ја изрибува цела бразилска репрезентација и тоа што светив дека фудбалот можел да влезе комотно како танц перформанс во некоја кореографија на Пина Бауш, уметност Зинедин Зидан. И дефинитивно да преживееш со минимална плата од 14.934 денари во Македонија, уметност. Што на вистина те разлутува? Малициозност, злоба, и ме разлутува таа бинарна матрица во која живееме 30 години на двопартиски систем и тој стокхолмски синдром на македонскиот граѓанин да си ги сака своите деспоти, силувачи, политичари.